Вокер, сега извршен директор на Институтот Меккейн за меѓународно лидерство, дел од Универзитетот на Сојузната држава Аризона, вели дека го видел македонскиот министр за надворешни работи Никола Поповски во разговор со учесниците на неодамно одржаната редовна годишна Минхенска конференција за безбедност, но смета дека прашањето за името не било значаен јавен дел на конференцијата. Мислам дека пораката што би ја извлекол од тоа во случај да су Македонија или Грција дека меѓународната заедница не може да го реши овој проблем наместо нив. Постои подготвеност и поддршка за Македонија. Би сакале да се придвижи кон членството во НАТО и во Европската унија и да ја види можноста за поголема економска интеграција и развој на Балканот. За тоа да се случи, двете земји треба самите да го разрешат прашањето. Ако го сторат тоа, мислам дека постои подготвеност да се појде напред. Вокер е убеден дека постои решение што ќе ги задоволи обете страни. Мошне добро ми се познати деталите, потешкотиите, историјата и знам колку беше тешко да се реши овој проблем. Но мислам дека постои нешто што функционира за обете земји. Начин на кој Грција ќе почувствува дека бива одговорено на незините причини за загриженост. И тоа ќе може да се покаже и начин да и се покаже на Македонија дека добива пат за членство во Европската унија и НАТО. Така, се надевам дека ќе видиме напредок на ова прашање пред самитот на НАТО во септември. На прашањето да го прецизира решението, Вокер коментира. Прашањето за Македонија се заснова на името на земјата и како тоа ќе се користи во различни формати. Имаше толку многу разговори и преговори за ова. Мислам дека двете страни всушност знаат што ќе биде одговорот. Се работи за тоа да се направи на начин на кој обете страни ќе почувствуваат дека постигнале успех. Мислам дека е можно.